Елиезер. За патот, за вистината, за животот. Една жена што страдаше од крвотечение 12 години и големи маки беше претрпела од мнозина лекари. Потрошила се што имала и никаква полза не видела, а и останало дури уште полошо. Штом чу за Исус, се приближи одзади меѓу народот и се допре до облеката негова. Оти си велеше: само ако се допрам до облеката негова ќе оздравам. И веднаш престана крвотечението и таа осети во телото свое дека излекувана од болеста. А Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврте кон народот, па рече: кој се допре до облеката моја? Учениците негови му рекоа: гледаш дека народот те притиска, а прашуваш кој се допре до мене? Но он гледаше наоколу за да ја види она што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше, па знаејќи што стана со неја, се приближи, падна пред него и му ја кажа целата вистина. А он и рече: ќерко, верата твоја те спаси. Оди си со мир и биди здрава од болеста своја. Драги мои, со оваа случка го започнувам новото издание на Елиезер. Можеме само да замислиме како изгледало сето тоа и како се чувствувала жената и со што се соочувала. Како се чувствуваше таа жена кога требаше да излезе од нејзиниот дом? Во тоа време, жената во таква состојба не смеела да излезе меѓу луѓето. Од друга страна, таа жена воопшто немала сила од причина што била измачувана од болеста што ја имала. Но таа и покрај големите маки беше решена да стави крај на незиното измачување. Има ли нешто во нашиот живот што не измачува и ние се уште го трпиме и толерираме? Зошто не преземеме нешто во врска со тоа? I was made for this, made for this. Living in the holy fire. I'm living in the holy fire. I'm living in the holy fire. I was made for this, made for this. Oh, living in the holy fire. I'm living in the holy fire. I'm living in the holy fire. I was made for this, made for this. I'm living in the holy fire. I'm living in the holy fire. Oh, living in the holy fire. I was made for this. I am your burning one. Yes, I am your burning one. Totally consumed by you. I am your burning one. I'm living in the midst of your holy fire. We are your burning ones, God. We are your burning ones, dwelling in the midst of your holy fire, holy fire. And we are your burning ones. We are your burning ones, all consumed by your flame of love, dwelling in the holy fire. Dwelling in the midst
не значи дека нешто што било присутно долго време во нашиот живот треба се уште да го толерираме или да се помириме со ситуацијата. Ова жена не се откажуваше од незиното здравје, од незината благосостојба. Свесна беше за последиците од незиното излегување во јавност, исмејувањето, евентуалната казна, па потоа телесната изнемоштеност, без никого, сама, без поддршка. Но, беше решена да се соочи со се, само да се излекува. Таа не ја прифати незината состојба, знаеше дека постои излез. Таа не го чекаше Исус за да дојде кај неа, туку таа со сите сили што ги имаше отиде кај него. Колку од нас чекаат Бог да стори нешто? Или чекаат на луѓето, на околностите? Вистинската вера не дозволува околностите да ги диктираат резултатите. Има ли нешто во нашиот живот што се уште го толерираме, што се уште го трпиме? Ќе ви прераскажам една вистинска случка за еден свештеник, поточно за неговата ќерка. Имено, неговата ќерка во своите тинеџерски години имала здравствени проблеми на незината кожа. Поточно, на незините раце се појавували зрастоци. Свештеникот ја носел неколку пати на медицински третмани, но после секој третман зрастоците се умножувале, наместо да ги снемува. Свештеникот бил упорен и постојано се молел на небесниот татко да излекува неговата ќерка. Поминале 3 години, но ситуацијата не се променила. Еден ден, молејќи се, во визија се нашол во небесните места. Исус Христос го запрашал: до кога ќе ги толерираш израстоците на рацете на твојата ќерка? Свештеникот очекувал сосем поинакво однесување од Исус, со помислата дека ќе го пофали за тоа колку се моли. Свештеникот со збунетост го запрашал: што мислиш со тоа до кога ќе толерирам? А Исус му одговорил: јас те запрашав уште колку долго ќе ги толерираш израстоците на рацете на твојата ќерка. Ако ги проколниш израстоците во мое име, тие ќе умрат и ќе исчезнат. Ако веруваш и не се посомневаш. Исто како јас што направи со смоквата. Обрати им се. Тие се планина во твојот живот. Обрати им се, нареди им и тие ќе исчезнат во мое име. Кажи го, изговори го твојот посакуван резултат. Ќе те послушаат ако го направиш тоа во мое име. Проколни ги корењата на тие израстоци. Тие ќе умрат и ќе исчезнат, ако веруваш и не се сомневаш. Свештеникот веднаш отишол во собата на ќерка си, веднаш ги положил рацете на израстоците и ги проколнал како што му заповеда Исус. Во тој момент израстоците не исчезнала, но свештеникот 40 дена му се заблагодарувал на небесниот татко дека неговата ќерка е веќе излекувана и тоа постојано го повторувал на глас. Ти благодарам, Господи, што мојата ќерка е излекувана. Ти благодарам што корените на израстоците се изгорени и тие израстоци се исчезнати. Еден ден, неговата ќерка додека пребарувала во незиниот плакар облека и ги разместувала лиштата, додека префрлала од едно на друго место, забележала дека израстоците не се повеќе на незината кожа. Верата не е ограничена со време. Верата е поврзана со фактот да се остане цврсто убеден во она што се декларира. Скоро сите сме навикнати на тоа дека доколку не се случи веднаш, тоа е неуспех и дека никогаш нема да се случи. Колку време ќе биде потребно за ова? Колку денови се потребни за тоа? Колку повеќе гледаме на времето, толку подолго ќе биде потребно за манифестација.
Врз основа на овој пример се поставува прашањето: колку време ќе го трпиме тоа што го трпиме? Секој од нас има нешто што трпи, толерира, поттурнува, одолго влекува. Што е тоа? И до кога? Многумина чекам од небесниот татко да стори нешто во врска со тоа, но тој ни го поставува прашањето до кога ќе го трпиме тоа нешто. Која е нашата улога што треба да ја одиграме? Што треба ние да сториме? Што е она што во животот ни е пречка? Уште колку долго ќе ги оставиме нештата, ситуациите, состојбите што не ги сакаме да престојуваат во нашиот живот? Уште колку мислите на страф и грижа ќе престојуваат во нашиот ум? Исус Христос плати огромна цена за сега ние да трпиме и толерираме. Тој не ја плати таа цена за ние да бидеме робови на нешто или некому. Не по случајност тој потенцира: јас дојдов за да има живот вечен и живот во изобилие. Или стихот кој гласи: казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. На што му робуваме во моментов? Уште колку ќе дозволуваме работите во нашиот живот да одат во погрешен правец? До кога ќе трпиме измачување од ѓаволот? Се додека не преземеме акција, ситуацијата ќе престојува. Состојбата нема да се промени. Дури физички, телото доколку не се третира ќе остане во истата состојба, дури и полоша. Доколку мускулите не се движат, тие ќе ја намалат својата функција. Треба да го знаеме следново: на се што му даваме избор ќе остане во истата положба и состојба. Ние треба да дадеме инструкција и наредба, а не ситуацијата да ни диктира нам. Што излегува од нашата уста? Со нашите зборови ја подобруваме ситуацијата или ја влошуваме? Нашата тишина е дозвола за таа ситуација да остане во нашиот живот. Уште колку ќе толерираме нечовечки односи? До кога ќе трпиме зависности? До кога ќе трпиме сиромаштија? Има ли нешто што ти, драг слушателу, толерираш, трпиш? Ако не ја преземеме одговорноста за нашиот живот, ѓаволот ќе ја преземе. Молчењето значи согласност. Ние имаме авторитет над нашите тела, над нашите финанси, емоции, навики, семејство, меѓучовечки односи, нашите мисли. Со што треба да се соочиме? Бегањето не е решение. Нештото со кое не се соочуваме останува. А колку подолго станува, измачувањето е се поголемо. Затоа, да пресечеме и да речеме: не повеќе. Да изборуваме на планината, но да не дозволуваме планината да ни е во фокусот. Да им наредиме на работите кои не ги сакаме во нашиот живот, но не да се фокусираме на нив. Да бидеме исполнети со оној кој ќе ја помести планината, ќе ја фрли во морето. Да се фокусираме на Божиот збор, на Божите ветувања, на небесниот татко. Исус ни говори: имајте вера во Бога. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора: дигни се и фрли се во морето, а не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го примите и ќе ви биде. Ете, ви давам власт да газите на змии и на скорпии и над секоја непријателска сила, и ништо нема да ви напакости. Драги мои, ве оставам да размислите и секако
да преземете акција за вашиот живот. Поздрав до вас! Eliezer